денес во Министерството за внатрешни работи од страна на техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски е извршен безочен упад во законската регулатива која го детерминира работењето во Министерството. Денес, техничкиот министер Оливер Спасовски на најгруп начин го девалвираше правниот систем и ги погази сите правни принципи врз кои е втемелена работата на Министерството. Со bespravно и еднострано подпишување на решенијата за распоредување на раководни позиции на 11 лица вработени во Министерството за внатрешни работи, Спасовски на најдобар начин покажа дека за него не постои устав и закон, туку само негов личен интерес и интерес на неговата партија, што е во директна спротивност со законот за преодна влада на Република Македонија за спроведување на избори за пратеници и со актот за организација и систематизација на работните места во Министерството. Со извршените противзаконски именувања, Спасовски се стави над законот и го доведе во прашање целокупниот систем на организација и работа во Министерството и неговото функционирање во законски рамки. Заобиколувајќи ги на криминален начин правилата, процедурите и критериумите за распоредување, Спасовски си дозволи да унапредува лица за 3, 4, па се до 12 скалила во херархиската поставеност, што е акт без преседан и кој нема ама токму никакви допирни точки со Законот за внатрешни работи, подзаконските акти на Министерството и колективниот договор. Иронијата да биде уште поголема, меѓу бесправно унапредените лица на раководни позиции има и такви против кои се водат дисциплински постапки за грубо кршење на законите и правилата на работа во Министерството, што само по себе говори за квалитетот и кредибилитетот на кадрите поставени од негова страна. Ако на оваа се додаде и неодамнешната бесправна смена на комисиите и нивните председатели, како што се дисциплинската и комисијата за распоредување и унапредување во Министерството за внатрешни работи и СВР Скопје, БЈБ и УБК, од страна на Спасовски, станува јасна неговата намера со Министерството да раководи незаконски, непрофесионално и самоволно, вршејќи притисоци и закани кон сите оние кои не мислат како него и кои сакаат професионално да ја извршуваат својата работа и политички задачи. Не можам а да не се запрашам пред сите вас дали е оваа визијата на Спасовски за раководење со Министерството за внатрешни работи или е само одраз на неговото незнаење и дилетантизам, инспириран од тесните интереси на неговата партија. Почитувани граѓани на Република Македонија, не постои ниту една единствена земја на светот во која некој може да биде унапреден за цели 12 херархиски нивоа. Ваквото самоволие, кој му оди во прилог на хаосот што Спасовски очигледно го посакува, а никако не придонесува за градење на атмосферата за одржување на фер, демократски и кредибилни избори, мора подитно да престане. Нема да дозволам со сиот мој кредибилитет МВР да прерасне и се претвори во партиски штаб и место на кое Спасовски брутално ќе ги погазува законите и ќе го руши дигнитетот на Министерството. Сакам да ве информирам, да ја информирам јавноста, дека ќе ги искористам сите правни средства за запирање и санкционирање на оваа досега невидено самоволие на Спасовски и ќе придонесам кон враќање на владењето на правото во Министерството за внатрешни работи како еден од основните столбови на државата, особено во овој период на спроведување на избори. Истовремено, упатувам порака до сите оние лица кои денес добија незаконски решенија, дека прифаќањето на тие исти решенија представува грубо кршење на законот и повлекува правни консеквенции.
За новонастанатата ситуација, покрај законски предвидените мерки, тужбите што веќе ги најавив, во текот на денот ќе бидат информирани владата на Република Македонија и представниците на дипломатскиот кор во земјава, каде што пред се мислам на амбасадорите кои беа гаранти на донесувањето на договорот од Пржино. Апелирам до техничкиот министер Спасовски да ја повлече оваа штетна и незаконска одлука на поставување на лица противзаконито на одговорни раководни функции во Министерството, да прифати средба на која заеднички согласно Законот за внатрешни работи, Законот за полиција и подзаконските акти и колективниот договор ќе ги регулираме сите отворени прашања. Впрочем, тоа е моја законска обврска, согласно заклетвата која ја дадов во законодавниот дом и моите јасно прокламирани заложби за целосно почитување на позитивните законски прописи и подзаконски акти во Министерството за внатрешни работи и Законот за привремена влада на Република Македонија.